Доколку би имале подршка да се бавиме само со она што сакаме, секако дека би го избрале шахот. Доколку би можела, јас би се бавела со шахот, но за жал во Македонија мислам дека се ретки луѓето, може да се избројат на прсти кои што може да живеат исклучиво од шахот. Така што мораме од нешто да живееме, за жал. Ние секоја година бевме соочени, па и ден денеска се децава соочени со ситуација да немаме доволно средства да го isfinansirаме едноставно патот до европско или до светско првенство и таа некоја ситна котизација која што мора да се плати за секој играч и остануваме дома и кај нас ситуацијата обично беше да избереме дали европско, дали светско првенство и обично го биравме на основа на тоа што ни е поблиску географски. За жал, така, јас само една година успеав да отидам и на европско и на светско, тоа беше 2013-та. Пред се шахот, еве и во времето на Југославија имал многу повисоко реноме него што го има денеска во Македонија. И јас навистина би сакала да можеме да се вратиме во тие некои времења во шаховски поглед, каде што секој еден човек во Македонија ќе знае да игра шах. Па јас искрено се надевам дека ќе останам во сениорскиот тим и дека селекторот ќе ме избере мене и за до година да ја представувам Македонија. Нормално се надеваме дека ќе имаме подршка од државата уште поголема и дека ќе ни излезат во пресред за такво нешто. Мислам дека било каков потек би бил добре дојден и би ни значил многу. За секое едно постигнато место и за секој еден постигнат резултат вие сте вложеле многу труд и самиот надпревар и самите партии кои што ги играте со сати, навистина е како едно признание на крајот на денот дека тоа што го правите има смисла, дека не е за џабе.